Продолжуваме со проверките на стабените објекти, на рестораните, кафичите, дискоклубовите, ноќните клубови. Морам да кажам дека овој пат одзивот е многу голем. До сега се отповикале 330 влезови или згради. Инаку општина Карпош има 820 згради и околу 1500 влезови. Значи до сега одговориле 330 и уште 250 се јавиле на нашите телефони за дополнителни инструкции. Од онаа контрола што е направена од страна на нашите инспекцијски служби, само една зграда е исправна по ПС, што викаат по правило службе, тоа е зградата на Адора. Значи, има 41 противпожарен апарат, во 18 станови има исто така противпожарни апарати, има апарат со CO2 за гасење на, и тоа повеќе апарати за гасење на пожар од електрична инсталација, има и уште еден специјален систем за исто така за гасење на пожар и панични светла и така натаму по ПС. Значи, една зграда во Карпош е онака како што треба, како што бара законот. За жал кај другите не можеме тоа истото да кажеме. Оваа иста работа сме ја направили, иста акција 2022 година. Од 1500 влезови, 2022 година ни одговориле само 150, значи 10%. Сега одзивот е многу поголем, веројатно како резултат на трагедијата што ни се случи. Сите овие добиваат инструкции што се треба да направат од страна на нашите служби. Морам јавно да кажам дека нашите служби се јавуваат во Дирекцијата за заштита и спасување, праќаат имејлови, ги нема нигде, дали се оцелени на друга планета или што се случува со нив, за да ние тоа го работиме во координација, за евентуално дополнителни инструкции да добиеме во ова работа. За жал тоа го работиме сами, иако најодговорен за ова работа е Дирекцијата за заштита и спасување. Што се однесува до почитување на еколошките стандарди, проверени се 110 објекти. Од тие 110, 90 се во ред, 18, значи, соодветните елаборати им се во постапка на изработка, еден е во тек на реновирање и на еден му е пишана казна затоа што и претходно било поменува, меѓутоа не постапил согласно напастивата на нашиот инспектор за екологија. Правните лица, значи фирмите, секаде имаат противпожарни апарати, хидранти и така натаму, значи со правните лица имаме најмалку проблем. Што се однесува до рестораните, кафичите, ноќните клубови, дискотеките и така натаму, состојбата е вака. Од 115 проверени, во 60, ова зборам за летни тараси, е во ред, инаку сите имаат противпожарни апарати. Со тие летни тараси за 21 е пишана казна, бидејќи воопшто не почнале постапката за обновување на дозволата и остатокот се во постапка за добивање на согласност во градот Скопје. И овде морам да кажам дека со новиот закон за локална самоуправа треба да се прекине со тоа двојство. Значи, на територија на општина Карпош, ако издаваме одобрение за градба за градби, треба исто така да издаваме и одобрение за овие тараси. Зашто летни тараси ни се случува двојство, често пати граѓаните не се служуваат со она што е издадено, а тоа се прави без консултација на локалната самоуправа. Морам да кажам дека два ноќни клубови не соработуваат со инспекторите, тоа е Пјур и Мош. Значи, не соработуваат, дури за едниот колегата има поведено постапка како дива градба пред неколку месеци, кога го посетил, собственикот го прашал зошто доаѓа, вика затоа што законот така бара, тој му одговорил дека и он бил закон. Значи,
Јас одговорно тврдам дека овие собственици на ноќни клубови, на дискотеки, на кабариња и така натаму се буквално сива еминенција во средините во кои што живеат и се дозволуваат малку повеќе од она што треба. Значи, овие што одбиваат да соработуваат, ние ќе ја продолжиме постапката и ќе тераме до крај како што бара законот, односно отстранување на нивните објекти. И во оваа ситуација, кога ние денеска се наоѓаме, после вакво ангажман на целото општество и после оваа трагедија, вие да одбивате да соработувате со представници на институција, а во исто време сте направиле нешто што не треба да направите.